Мислеле дека човеков е тој што ни ја дал информацијата. Моја претпоставка е тоа. Не ни ја пуштило информацијата за автобуската и тендерот. И сте го натепале човек. Срам и арам да ви. Двајца полицајци го натепале. Заради ова лимов овдека го платиле 470.000 денари. 3 лимени плочи, а сакале 630.000 да го наплатат. Што сте му направиле на човеков? Те го пратиле на ортопедија. Двајца полицајци го нападнале, му ставиле лисици све. Мажишта бе. Службеници на народот. И немој да ги закачате луѓето. Денеска ни испрати гледач од Конче, ни испрати слики и информации дека бил нападнат од двајца полицајци во Конче. Бил нападнат. Имаме слики, значи го помодреле по раце, по нозе, по ова. Веројатно полицијата сметала или градоначалникот сметал, бидејќи тие полицајци биле блиски на градоначалникот, мислеле дека баш тој човек ни ги испратил информациите за тендерот за автобуската у Конче. И човекот сте го натепале. Полицијата, двајца полицајци го натепале. Немој да се закачате со луѓе. Прво е погрешен човекот. Не е тој човек. Значи, пази, сте го тепале човекот, двајца полицајци го тепале човекот, годнели у станицу Радовиш, па станицу Радовиш годнели у Штип на ортопедија. До таму сте годнели човекот. Ни крив, ни дужен. Не ја пуштило на информацијата за автобуската и тендерот. И сте го натепале човек. Значи, срам и арам да ви. Сега ќе ви ги пуштам слики од човекот. Ги има сликите? Чекай. Да, не се многу експлицитни. Пушти зашто е? Пушти го автобуската у Конче, пушти ја и тендерот. Инаку во контакт сум со координаторот на советничката група на СДСМ во Ново село, ќе се вклучи. Како? Да завршиме тема, ќе се вклучи. Како? Во контакт сум. Ќе му се јавиме по телефон. А од твојот телефон, Да, добро. да. Пушти го тендерот. Прво да видиме зашто. Мислеле дека човеков е тој што ни ја дал информацијата. Моја претпоставка е тоа. И го натепале. Двајца полицајци го натепале. И пораките. Нима напишано. Само скрите го името на човекот и пораките да прочитаме овдека зашто што му направиле. Се жали човекот. Тодор Атанасов Лачки, човекот има извадено лекарско, дали има пријавено внатрешна, не знам. Од МВР ги прашавме од МВР зашо го натепале. Од МВР ни одговорија ќе проверат и ќе ни кажат. Пушти го бе тендерот, брат. Да, заедно со тендерот во една слика. Ајде. Они мислеле, моја претпоставка е дека они мислеле дека човекот што го
натепале дека е човекот што ни го ја дал оваа информација. Како што сте иделе кај еден друг човек да го прашувате дали он мене ми ги давал информациите. У една општина блиску до Конче. Сте оделе сте прашувале, абе да не му дадете информации на Мечка овона, да? Тоа беше у претходната сезона. Значи немој да се опуштате многу, мислам, не е добро. Терете се вашата работа, ние нашата. После ќе викате дестабилизација. Немојте дестабилизација. Заради ова лимов, овдека го платиле 470.000 денари. 3 лимени плочи. И А сакале 600. сакале 630.000 да го наплатат. И веројатно сте мислеле дека човекот што сте го нападнале е тој што ни ја дал информацијата, пушти сликите од човекот, со се пораките. Пораките нема да ги пуштам, зашто во самите пораки пишува негово име. Така да само слики. Извади дел од пораки или замати ги тие. Да ги самата не можам на фотошоп да... Добро. Да сликите само. Ај, пушти да видиме. Што сте му направиле на човекот? Ги пушти? Не, Зошо? зашто многу слики са брат. Брат, една или две пушти за илустрација. Две. Инаку успеавме да стапиме у контакти со човекот кој што го избрка приватното обезбедување на граначалникот. Со Браво. него ќе зборим. Што сте му направили на човекот? Сте го пратиле на ортопедија. Двајца полицајци го нападнале, му ставиле лисици све. Мажишта бе. Не ви е срамота ова бе? Зашто го степале човеков? Информациите сме си ги нашле сами. Јавно достапни се Буквално на сами сајт сме на си ги нашле. Што сте го тепале човеков бе? лисици за му ставили те го тепале. Да, му ставиле лици и го тепале. Не ви е срам? Службеници на народот. Полиција. Појте бе вака, одете у Грчец вака. Шо не Порачино одете. Не бе у Грчец одете вака. Како се вика, Ченто менто, што новите вака правите? Фуфка, а? Кој веќе да бе? Чалам е на вака, на мирни луѓе, на нас. Чалам. Трни го, трни ме... Да му звониме ли на советникот? Толку од Народната партија. Завет напуштете. И на човеков се, пуштете му ја завет. Он вика човекот, сега ќе ви прочитам. Вели, ме влечеа како куче. Сега ќе ви читам дел од пораките. Само момент. Сега ќе ви прочитам, ќе му сјавиме сега на советник. Само момент, сега ќе ви прочитам дел од пораките. Што не ги пуштил човекот? Ако успеам да ги најдам нормално. За колку пари ќе тепаш човек, Бог да чува мизерија, вика Божан. За 500 евра. За толку. За толку. Тоа е кога можеш да купиш човек. Вика на душа да го купиш 28 за и 500 евра, 29 што да август. очекуваш? Значи тоа е денот кога сме го објавиле ние ова. Околу 21 часот вечерта пред црквата јас разговарам на телефон подпред на мојата кола. Одеднаш некој ме фати за рага кога видов полицајци и пошла нивното насело за да ми го земат телефонот. Ја ги прашав зошто сака да ми го земат телефонот и да ме приведат, кои што го немаат правото без да ми кажат, без мојот адвокат. Ми ги ставија, почнаа на сила да ми ги стават лицици, да ме удараат по телото, ме влечеа како куче од тој што едниот полицајец го слушнав, кој што му одговорил, не смееме да го правиме, командири и ме однесо во станица. Пред станица ме влече и побара да му седа на адвокатот мој, и не ми дозволија. Вика Мили Столе, командир на смена, се вика Столе, кој му што му е голем куќен пријател на градоначалникот во општина Конче.
И затоа што не сум нивен истомисленик и ја говорам секогаш вистината, ве молам, ако може Мечка брат да го објавите ова. Човеков не бил истомисленик на градоначалникот на општина Кончо, мислеле они од општина Кончо дека он нас не ги пуштил информациите за тендерот и го натепале. Што ви е на вас? Што ви е на вас, бе? Што ви е на вас? Ако нема проблем со тендерот, ако тендерот не е криминален, што се плашите, бе? Што го тепате човекот? Или има криминал, затоа сте се исплашили го тепате човекот? Дали сте нормални вие? Утре ќе го објавиме ова све. Човеков што сте го натепале, сликите, све. Имињата на полицајците, командири, заменици, сменоводители, све. Лекарското. Мислам дека вчерашната квалификација дека се забегани, мислам дека стои. Па да, може да кажеме и дека сме нежни со таа квалификација, пошто ова е стварно, ова може само да го смисли забеган ум. Значи да најдеш некој човек на улица и да го полиција да го тепа од чиста мира. Не ви е добра работата. Пак ќе ви кажам. Веќе да го контактираме ли советникот? Да. Ајде, звониме. Инаку му звониме на Костадин Ристоманов, Пушти го, советник, нека оди видеото без звук. Додека советник од Ново село, од листата Стига е. Тоа е човекот кој што беше спречен од некој си таму небитен да влезе во советот.